Bizim ailede ayırmak yok. Biz hepimiz bir olalım. Hepimiz kardeşler. Teşekkürler ve iyi geceler. Почитуван народе, го замолувам да ни се обрати човекот кој знае како треба да се создава и гради. Човекот кој ќе ја донесе преродбата во овое мало и во Струмица. Кандидатот за градоначалник во општина Струмица. Господинот Васил Dobro večer, braće i sestre. Parlamentarните избори помина, дојде локалните. Еве ме пак тука, браќа и сестри. Кажете ми за сето ова, за овие 8 години, што направи вашиот, нашиот Заев, кој викаше ова е моето турско мало, како не му е срам да каже Васил Пишев нема да му дозволи на 24-ти да победи. Вие да бидете луѓе од втора класа! Ако биде таа општина за мене и за мојот народ, ќе биде и за вас! Драги браќа и сестри, дојде време ние христијаните заедно со вас муслиманите, рамо до рамо, да застанеме и да ја градиме нашата општина Струмица. Браќа и сестри, немојте пак да ве лаже, да манипулира со вас. Сите овие 8 години тој манипулираше со вас. Не ве сметаше за народ. Јас само ќе го прашам овде од ова место и ден денеска, како што рече советникот Авди, како може гробиштата и ден денеска да не се следени како што треба. Да немаат пат, да се дојде до нив, да не се изчистени горе самите гробишта, како што доникува. Кога бев горе видов и не ми се веруваше кучкарници, замислете. И тоа нема да го дозволам. После победата на 25-ти ќе се започне и ќе бидат едни од најубавите гробишта горе. Јас ќе го ветувам тоа. Ќе ги уредиме како што треба за нашите покојни. Затоа, браќа и сестри, пред покојните, верувајте, нема наши, ваши, леви, десни, ВМРО, СДС. И они го заслужуваат истото тоа. Да имаат убаво и пристојно место. Но тоа ќе го возможиме кога ќе дојдеме на 24-ти со победата. Сакам овде пред вас ова вечер да кажам многу работи. Многу работи за кој ќе стојам. А тоа е за прв пат во историјата на Струмица. Во образованието, доколку
победам и ќе победам, да знаете! На основното школо ќе ставиме директор од турското мало! Исто да го прашам господинот Заев, зашто од вас има доста млади, талентирани и убави деца, и машки, и женски. Абе, барем еден, двајца, пет да земаше во собрание да работат. Има ли некој? Нема. Кога ќе дојде Васил Пишев, ќе седе. Ќе седе! Затоа што заслужувате. Вие не сте граѓани од Корет, разберете. И сега е се во ваши раце. На 24 е вашата идеја како ќе постапите понатаму. Дали сакате да имате подобро или пак да останете тоа што сте. Како што рече и Абди, сите улички ќе бидат средени. Секоја куќа ќе има водовод и канализација. Без разлика дали е СДС или ВМРО. Јас тука нема да ги делам. Дали се наши или се нивни. За мене сите се исти овде. Исто, браќи и сестри, пред некој ден ветив дека после завршување на изборите јас и мојата фамилија ќе го изградиме минарето на вашата џамија. Кога бев овде, обеќав нешто и сега ви го обеќам. Ќе направиме еден дом на култура кој ќе го носи името на нашиот познат музичар не само во Европа и светот, Кочо Агушев. Исто ќе ја подигнеме на висок степен и здравствената заштита, браќи и сестри. Овде ќе изградиме една амбуланта да ја имате овде пред вас. А најважно за младите кои ги гледам се полни со енергија. Ке го обновиме фудбалскиот клуб Билник и ке го внесеме во втората македонска лига. Јас се го обекам тоа. Исто ви обеќав дека за оние луѓе што сечат дрва и ми обеќав дека ќе ги легализирам и нивните возила на 25 кога ќе победам, за да можат слободно да се вршат својата работа без да имат проблеми од никој. Исто така браќи и сестри, гледам многу луѓе по центарот продаваат талишта за да извадат некој денар за да прехранат својата фамилија. А што се случува кај тие луѓе? Тортура, кигона, инспекции, полиции, што ли не? Епа Васил Пишев ќе најде место и тие луѓе ќе ги смести во едно место. Слободно да се продаваат без никој да им дојде на глава. Почитувани браќи и сестри, сега е најважното нешто што ќе ви кажам. Треба да гласате за број 19 за Васил Пишев и број 4 за Абди.
историјата на ВМРО ДПМН, замислете во Струмица имаме двајца од турска вероисповед. Затоа што кај нас нема делби, ние сме едно, тоа да го сватите сите. Немојте за пари, за 500.000, 2 или 3, или 5 или 10. Немојте да си ја продавате вашата чест, вашата гордост, за да му го дадете својот глас да победи. А утре пак ќе бидете гладни, малтретирани, однетувани и падани од секаде. Затоа не си ја продавајте честа, не му ги зимајте парите, тој се поиграва со вас. Исто кога сам овде, да кажем и за оние браќа, што се во Комуналец кој работа, да ме слушнат овде ги има. И доколку дојдам, поведам, тие луѓе нема да бидат избркани од работа, да не се секираат за нивните работни места. Кој си работи често, посветено со труд, нема да биде избркан од работа. Кој не си работи, сам ке си оди. Браќи и сестри, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија сме партија која нуди проекти и рокови со реализација. Тоа е програм овде што е држан. Прашајте го Заев кога ќе дојде да ви покаже програма, каде му е програмата. Ја нема, само лаги и манипулации. Тој повеќе е политичар со помината иднина за мене. Заврши со него. Готов е на 24-ти, го победуваме! Да живее ВМРО ДПМН! Да живее општина Струмица! Да живее Република Македонија! Да сте ви